Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Во општина Тетово во 2021 биле ангажирани лица по договор за дело без да се почитуваат законските одредби. Е само една од утврдените состојби при спроведената ревизија на општинските сметки. Тетовец пријавил во полиција дека бил физички нападнат од едно лице поради недоразбирање околу паркирање. Во Брвеница беше отворен првиот меморијален фудбалски турнир, организиран во чест на неколкумина починати фудбалери од населените места во општината. Низа неправилности биле утврдени при ревизијата на сметките на општина Тетово за 2021 година, која ја спроведе Државниот завод за ревизија. Утврдени биле слабости при спроведување на процесот на буџетирање и реализацијата на планираните приходи и расходи со буџетот. Ангажирани биле лица со договор на дело без да се почитуваат законските одредби и други состојби. Државниот завод за ревизија денес ги објави конечните ревизорски извештаи на единицата за локална самоуправа Тетово за 4 сметки. Финансиските извештаи се однесуваат на 2021 година, кога до 3 ноември градоначалник беше Теута Арифи, а од 4 ноември Билјалка Сами. Во извештајот на сметката на основен буџет 630, за која ревизорите дале неповолно мислење за вистинитост и објективноста на финансискиот извештај, како и за усогласеноста со законската регулатива, упатства и воспоставени политики. Утврдено е дека постојат слабости при спроведување на процесот на буџетирање и реализацијата на планираните приходи и расходи со буџетот. Одлука за прогласување на финансиска нестабилност на општината не е донесена, иако општината подолг временски период ги исполнувала условите за прогласување на финансиска нестабилност. Пазарната вредност на целиот недвижен имот на територијата на општината не е ажурирана. Општината користи плаќање со пресметка и покрај блокираната сметка. Клучни системски слабости кои ревизорите ги утврдиле за оваа сметка се: невоедначена судска практика при толкување на член 218 од Законот за извршување, нецелосен увид во наплатата и потврдувањето на приходот по основ на комунална такса што се плаќа при регистрација на возила и комуналната такса за користење и одржување на јавното осветлување. Ревизија извршиле и на сметката на основен буџет 637, за која исто така дале неповолно мислење, а ги утврдиле следните состојби. Ангажирани се лица по договор на дело без да се почитуваат законските одредби. За дел од имотот не се обезбедени имотни листови и не е извршена проценка на вредноста на објектите за кои е обезбеден имотен лист. За изградба на општинските патишта не се обезбедени одобренија за градење, проект и не се изготвува записник за примопредавање на градбите помеѓу инвеститорот и изведувачот. Во двата ревизорски извештаи напишани се и препораки. Предмет на ревизија била и сметката на приход на буџетна дотации во која биле утврдени следните системски слабости. Уредбите за методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотациите се секоја година идентични, односно нема промена во утврдените критериуми за распределба на блок дотациите и постои потреба од редефинирање на начинот и утврдување на критериумите за наменски и блок дотации на општините. Во конечниот ревизорски извештај за сметка на расходи на буџетна дотации биле утврдени клучните системски слабости. Недостиг на професионални пожарникари во територијалната противпожарна единица во општина Тетово, од утврдениот законски минимум, недоволно јасно и прецизно регулирање на наплатата и другите приходи во однос на надзорот и контролата и обезбедување на средства потребни за финансирање на пожарната. Средствата кои општините ги добиваат како наменски дотации се недоволни за финансирање на платите на вработените. Во последните 4 години антикорупцијската комисија изработила низа предмети, а заклучно со 2022 година има дадено повеќе од 100 иницијативи и препораки, вели председателката на Државната комисија за спречување корупција Билјана Ивановска. Сепак, како што додава таа, државата има спреги кои што не дозволуваат институциите соодветно да функционираат. Сериозно е прашањето зошто државните институции често пати не ги почитуваат
и не постапуваат по наодите, укажувањата, препораките, извештаите и иницијативите од независните институции како што е Државната комисија, Државниот завод за ревизија, Народниот правобранител. Со ваквото однесување се нарушува неопходниот систем на проверки и баланс, check and balance, кој во практиката треба да овозможи законско работење на институциите, односно службените лица да овозможи ефикасен надзор и контрола и санкционирање на утврдените прекршувања. Рушењето на овој систем на проверки и баланс води кон рушење и на владење на правото, односно на целосниот систем за спречување и борба против корупцијата и криминалот. Дел од причините за ваквите состојби лежат и во наодите од последното истражување за ризиците од корупцијата во правосудството во Република Северна Македонија, каде што самите суди кажаа дека постојат притисоци и влијанија во нивната работа од страна на извршната власт, од страна на нивни колеги од повисок ранг, политички партии, бизнисмени и слично. Ние во овие 4,5 години постоиме, сме изработиле многу и не требаат 8.000 километри за некој да дојде до наодите, туку напротив, уште пред 4 години најдени се наодите. Непочитувањето на работењето на независните институции не доведува до ова дереже, до кое што сме сега. Сакаме да истакнеме дека сето ова сме го кажале многу порано и не требало да се чека од надвор некој да ни кажува дека постојат наоди. Постојат спреги кои што не дозволуваат институциите да функционираат како што треба. Дали да тргнеме од негативна селекција, избор на раководна структура, вработувања, значи на секој можен начин, во секоја пора се обидува да се влијае. Тие се причините, јас не гледам други причини. А на тоа ако се додаде и недостигот на интегритет кај поединци кои што се поставени на несоодветен начин на одредени позиции, кои што имаат за враќање од таму кај што ги поставиле, многу јасно е дека на ваков начин ќе се функционира. Ова не е единствен случај кој што ДКСК го дала до обвинителството или препорака да конечно ќе кажеме колку иницијативи до владата сме дале па не презема ништо за разрешување, за одговорност. Уапсен жител на Гостиварско Дебреше кој што заедно со уште едно лице измамиле градежни работници од Турција. Во полицискиот билтен регистрирани неколку физички напади. Во продолжение следуваат деталите. Полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера околу 16 часот и 30 минути го лишиле од слобода 35-годишниот МО од Гостиварско Дебреше, кој претходниот ден бил пријавен од 60-годишен турски државјанин и 26 други негови сонародници, дека со уште едно друго лице од Гостивар ги измамиле и не им го платиле договорениот износ за извршување градежни работи на Гостиварското подрачје. По целосно расчистување и документирање на случајот ќе следува соодветна пријава. Вчера околу 20 часот и 15 минути во Гостиварско Врапчиште полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, го привеле 45-годишниот Ј.А. од ова село, кој физички го нападнал неговиот сосед. На пријавениот Ј.А. изготвен му е соодветен поднесок. Вчера во 9 часот Ј.М. 44 години од Тетовско Одри во СВР Тетово пријавил дека во Тетовско Беловиште бил физички нападнат од неговиот соселанец. Случајот целосно е расчистен и против инволвираните ќе следуваат соодветни поднесоци. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 16 часот и 30 минути го лишиле од слобода 52-годишниот ДД од Тетовско село, кој претходно бил пријавен од неговата 47-годишна сопруга дека физички ја нападнал неја и нивниот малолетен син. Тој е задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот. 38-годишниот тетовец С.А. вчера во 19 часот и 50 минути во СВР Тетово пријавил дека околу 16 часот и 30 минути на улица Борис Кидрич во Тетово, поради недоразбирање околу паркирање, бил физички нападнат од едно лице. Се расчистува и документира случајот.
Вчера на подрачјето на СВР Тетово била спроведена акциска контрола за тоа дали и колку возачите им даваат предност на пешаците. При контролата биле откриени и санкционирани вкупно 17 прекршоци. Секторот за внатрешни работи Тетово деновиве со зголемен интензитет реализира бројни контролни активности за поголем ред и безбедност во сообраќајот, каде веќе се чувствува забележително зголемена динамика. Вчера од 10 до 14 часот била спроведена акциска контрола на возачи, дали и колку тие им даваат предност на пешаците, односно дали ги пропуштаат на обележани пешачки премини или на други начини. При контролата биле откриени и санкционирани 17 прекршоци, 16 во Тетовско и 1 во Гостиварско. Најголемиот број од нив се однесувале на непропуштање на обележани премини. На сите возачи прекршители им биле изготвени поднесоци и тие ќе се соочат со законски предвидените парични глоби, кои за ваквите прекршоци се движат од 200 до 250 евра во денарска противредност, а за некои од возачите ќе следува и мерка, времено одземање на возачките дозволи од 3 месеци до 1 година. Секторот за внатрешни работи Тетово со уште еден апел до возачите, секогаш да внимаваат и да им даваат предност на пешаците, а пешаците да ги минуваат улиците таму каде што тоа е дозволено и да не се изложуваат на опасност поради непрописно движење да ги удри некое возило. Ова дотолку повеќе што минатата година, дури половина од човечките жртви во сообраќајните несреќи на поширокото тетовско подрачје биле токму пешаци. Председателот Стево Пендаровски денеска на свечена церемонија со медал за заслуги за Република Северна Македонија одликуваше 5 истакнати спортисти. Спортот е многу повеќе од физичка активност, игра или забава. Во спортот има и наука, и образование, и воспитание, и култура, и уметност, и естетика, и филозофија. Врвниот спорт представува глобален феномен кој привлекува милиони луѓе од целиот свет, генерира огромни финансиски ресурси, зазема централно место во медиумите, представува составен дел од нашето секојдневие и како таков наметнува модели на живење и однесување. Едноставно, спортот е неизоставен дел од нашите животи како активност која во себе содржи и драматика, и триумфалност, но во исто време и етика и ферплей. Иако сме мала нација како број, можеме да бидеме горди на нашите врвни спортисти кои во индивидуалните и колективните спортови остварувале и остваруваат највисоки резултати. Претходно веќе имав можност на дел од нашите освојувачи на највредни олимписки медали да им доделам највисоки државни признанија. Денес уште 5 наши спортисти, спортски работници, тренери и селектори кои стојат зад успехот на надпреварувачите ќе добијат медали за заслуги. Вчера на фудбалскиот стадион во Барвеница беше отворен првиот меморијален фудбалски турнир, организиран во чест на неколкумина починати фудбалери од населените места во општина Барвеница. На турнирот земаат учество екипи составени од деца на возраст до 14 години. Истиот ќе трае до недела, при што ќе бидат прогласени победниците. Вчера на стадионот во Барвеница беше отворен првиот меморијален фудбалски турнир со учесници од сите 10 населени места во општината. Фудбалските екипи се составени од деца на возраст до 14 години. Турнирот се организира во чест на починатите фудбалери: Косте Симовски од село Долно Седларце, Божидар Стаматовски од село Барвеница, Трајан Милошевски од село Барвеница, Бесјан Јашари од село Челопек, Хаки Изаири од село Милетино и Ибрахим Бечири од село Теново. Целта на турнирот, како што истакна градоначалникот на општина Барвеница Јовица Илиески, е популаризација на спортот и фудбалот, затоа што општината со децении била расадник на фудбалери.
Турнирот ќе трае до недела 25 јуни. На крајот на турнирот при прогласување на победниците ќе се доделат плакети посткумно за лицата во чија чест се организира турнирот, како и признанија на заслужни лица за развој и промоција на фудбалот. Ги завршуваме регионалните вести. Пријатно!